почитувани граѓани на општина Неготино, почитувани присутни, почитувани медиуми, пред една година, кога истапив на функција градоначалник на општина Неготино, ја имав пред себе мојата визија, нашата визија, со вистински лица до модерна, економски и инфраструктурна развиена општина. Енергетски ефикасна, со одржливо земјоделско производство и развиен вински туризам. Во остварувањето на визијата за Неготино, јас, со мојот тим и со граѓаните на општина Неготино, веруваме дека тоа што го правиме денес, го оставаме во наследство за нашите поколенија. Заеднички ги здруживме силите за подобар и поквалитетен живот во Неготино. Бевме и остануваме посветени во нашата мисија. Општина Неготино спроведува развојни проекти кои се од интерес на граѓаните за подобрување на патната инфраструктура и водоснабдувањето, системот за управување со комунален отпад, обезбедување на поголема енергетска ефикасност во јавните установи, квалитетно образование, култура и спорт, предприемништво и кластерско поврзување во аграрното производство и винскиот туризам, поддршка на бизнис секторот и општествена одговорност со цел одржлив развој на општината. Пред да ги представам проектите кои ги реализиравме во текот на годината, која измина и кои се во тек, морам да кажам дека со домаќинско работење, со кратење на голем дел од трошоците, со помош од владата на Република Македонија, но и со навремена наплата на сопствените приходи на општината, успеавме и ја менаџираме лошата финансиска состојба до денес. Затекнав и наследив алармантна задолженост, долгови по разни основи во износ од 117 милиона денари. Ги преземав следните активности во правец на делумно решавање на општинскиот долг. Износот од 28 милиона денари се реализирани кредитни средства во период 2016-2017 година во вкупниот кредит од 56 милиона денари од проектот МСИП за водоснабдување, инвестиција која до овој момент е нефункционална, а во 2018 отплативме во 2 наврати или вратено е 5 милиона денари по основ на овој кредит. За останат долг по основ на извршени градежни работи, проектирање и изведба на работи за рационализација и напредување на јавниот водоснабдителен систем во општина Неготино, по договор со фирма од 2014 година и фактура од 2017 година во износ од 7 милиона и 800 илјади денари обврски, кои постапување на функција градоначалник ги наследив како обврски од претходната власт и етапно ги исплаќаме во текот на 2018 година. За останат долг по основ на неисплатени обврски кон претходниот состав на Советот на општина Неготино во износ од 335 илјади денари исплатени се во 2018 година. Натрупани и за останати долгови за превоз на ученици и неисплатени обврски кон локални превозници во износ од 636 илјади денари. Склучени спогодби, судски и вонсудски, со добавувачи за кои општина етапно врши исплаќање на заостанатиот долг. Неисплатени и за останати обврски по основ на чланарини во домашни организации, ЗЕЛС, Вардарски плански регион, исплатени се околу 533.000 денари. За останати неисплатени долгови од претходна власт по основ субвенционирање на новороденчиња во износ од 796.000 денари. Износот е исплатен во 2018 година. Исплатени за останати обврски по основ на договори за експроприација на земјиште во износ од 1 милион 553.000 денари во текот на 2018 година. Во текот на сите изминати 12 месеци покрај кредитниот долг вративме повеќе од 35 милиона денари, долг што се пролекува години наназад. Моја тенденција е понатамошно враќање на долговите со иста динамика, се до целосно финансиско стабилизирање на општина Неготино. Една година, како градоначалник на општина Неготино, имам можност и директно го давам својот придонес за доброто на градот и на целата општина. Со сиот мој ангажман и настојување, согласно мојата изборна програма, но и пошироко, верувам дека Неготино се движи кон подобро. Неготино се чувствува подобро.
Во Неготино создаваме услови за подобар живот. Ке почнам со проектите за децата. Со моето стапување на функција градоначалник за неполни 2 месеци, подготвена е комплетна техничка документација за изградба на нова детска градинка во Неготино со 4 клона и 2 јаслени групи за опфат на повеќе од 120 деца. Проектот е аплициран и одобрен во Министерството за труд и социјална политика. Вредноста на овој проект е 56 милиона денари за изградба на детската градинка и планирани се 3 милиона денари за опремување на истата. Проектот се очекува да започне инвестиционно во 2019 година согласно планот на владата и ресорното Министерство за труд и социјална политика. Тековно се одржуваат 2 клона на градинката и организирани се разни настани. Извршени се повеќе зафати за одржување на градинките, каде престојуваат 443 деца со вкупна вредност од 460.000 денари. Во клонот Мајски цвет набавени се детски плакари, клима уреди, столици, реновирани се занимални, набавени се професионални машини за миење садови, играчки за сите возрасти кои се во вкупна вредност од 1 милион денари. Исто бев дел и од детската недела која што се одржа во Фемо Кулаков, при што подаривме 2 телевизора за 2 клона на градинката. Во тека и тендерска постапка за адаптација на просторни услови, обезбедување на кујнска опрема, садови и храна и друг мебел и опрема со цел групите во селата Пепелиште, Тремник и Криволак за следната 2019 година да прераснат во градинки за целодневен престој на повеќе од 60 деца. Во делот на проектите за ученици и наставници, подобрена енергетската ефикасност во Страшо Пинџур преку спуштање на плафони и замена на постојни светилки со нови лед светилки. Износот е 800.000 денари. Поставени се нови ПВЦ прозори во спортската сала и библиотека на основното училиште Гоце Делчев, каде настава посетуваат 662 ученици. Износот е 155.000 денари. Донирана е и нова летна училница во вредност од 180.000 денари. На 25.5.2018 година потпишан е договор за грант од ИПА проектот за прекогранична соработка со Грција, со акроним ЕМПОЛ-ЕЕ, каде Средното основно училиште Кирил и Методи е партнер 4 во овој проект. Е во тек и предвидена е замена на надворешни врати и прозорци, поставување на сончеви панели за обезбедување на топла врска за спортската сала и кабинетска настава во училиштето. Планирани се активности и инфоденови за важноста на енергетската ефикасност, како и разни креативни активности со учениците. Вредноста за овој партнер или Средното основно училиште Свети Кирил и Методи е 86.740 евра. Во месец јуни 2018 за прв пат во општина Неготино, а во организација на општина Неготино, се одржа културно-забавен и промотивен настан за учениците и наставниците и професорите кои во учебната 2017 и 2018 имаат своји државни награди. Настанот беше посетен од повеќе од 2000 посетители на градскиот плоштад во Неготино. Награди беа доделени во 3 категории за освоено прво, второ и трето место при учество на државни првенства на ученици од 2 основни и средното училиште, како и награди за нивните ментори, професори и наставници. Вкупно наградени се 26 ученици и 22 наставници. Реализирани средства од буџетот на општина Неготино за оваа намена се во износ од 148.000 денари. Во делот на проектите за социјална поддршка, во јули 2018 година отворени се 2 мали групни домови за лица со попреченост во Неготино и село Тимјаник, каде се сместени 8 дечиња. Работиме континуирано кон подигање на јавната свест кај граѓаните и социјална инклузија на лицата со пречки во развој. Во тек е и проектот Општо корисна работа, поддржана од UNDP, заедно со Агенцијата за вработување и општина Неготино, за поддршка на лицата со попреченост преку вклучување на 15 образовни асистенти во образовниот процес.
Даваме континуирана поддршка за функционирање на групи за предучилишните деца во 7 рурални средини, од кои за 4 групи обезбедена е поддршка од општина Неготино и од проектот Општо корисна работа, а за 3 групи поддршка обезбедена преку Министерството за труд и социјална политика. Во делот на проектите за животна средина, на 2.4.2018 година, Општина Неготино потпиша договор за грант за ИПА проектот акроним Вамбрела. Проектот опфаќа изградба на главен колектор за отпадни води за приклучување на село Тимјаник во системот за отпадни води во Неготино, во должина од околу 2000 метри. Подготовка на техничка документација за довршување на колекторскиот дел во градот во должина од 400 метри и подготовка на документација за пречистителна станица. Проектот содржи конференции, инфоденови со вклучена јавност, завршен настан. Буџетот за општина Неготино е во износ од 286.140 евра. Во истиот проект за партнер 4 е јавното предпријатие Комуналец, каде проектот опфаќа набавка на опрема за одржување на канализациони системи или канал джет возило за отпушување на јами и канализации и набавка на геофони за детектирање на загубите за вода за водоснабдителниот систем во општина Неготино. Планиран е и настан за Светскиот ден на водата 22 март 2019 година и вредноста на учество на јавното комунално предпријатие е 195.338 евра. Преку ИПА програмата за прекогранична соработка со Грција во тек е проектот Емпол ЕЕ, каде општина Неготино е партнер 2 во истиот. Со проектот се предвидува замена на 1400 светилки со енергетски ефикасни, 1100 во градот и 300 во населените места и 45 мерни бројила. Планирани се интервенции во 15 простории во општинската зграда за подобрување на енергетската ефикасност. Вредност на проектот за општина Неготино е 315.979 евра. Во периодот август-септември 2018 година реализирана е набавка и монтажа на нова урбана опрема и детски реквизити, како и поправка на постоечкиот дел во населените места, и тоа во село Долни Дисан, село Војшанци, село Дуброво и Криволок. Вредноста на овој проект е 650.000 денари, заеднички проект на општина Неготино заедно со Бирото за регионален развој. Ставен е во функција и новиот детски забавен парк во Пепелиште, кој е изграден со средства од буџетот на општина Неготино и со несебична поддршка во работна рака на локалните жители. Изработени се патеки од бекатон коцки и фигури од камења, посадена е трева, цвеќе и дрвца. Поставена е урбана опрема, 4 клупи за седење, 3 канти за отпадоци и 4 нови детски реквизити. Вредноста на оваа инвестиција изнесува 350.000 денари. Во текот на 2017 година аплициран во Биро за регионален развој е проектот за уредување на постојни нови паркови површини и урбана опрема на спомен костурница во општина Неготино. Проектот е позитивно оценет и се очекува потпишување и на овој договор. Во делот инфраструктурните проекти во општина Неготино, во врска со главниот проблем во општина Неготино, водоснабдувањето, превземени се активности во правец на ставање во функција на реконструирана, но се уште нефункционална водоводна мрежа на 10 улици во градот. За таа цел, во текот на 2018 година, се работеше на докомплетирање на техничката документација, се извршија неколку интервенции од изведувачот, се направија неколку состаноци за натамошно насочување во правец на доискористување на оваа кредитна линија. Во тек се активности за повлекување на останатите средства во износ од 27 милиона денари. Овој проект е преку Светска банка и преку Министерството за финансии за изведбени активности на водоводната мрежа во градот со цел довршување на започнатото и ставање во функција во вистинска смисла на зборот на овој за нас капитален проект и за општина Неготино. Во тек е изградба и на водоводна, фекална и атмосферска канализација во индустријска зона или ОСУМ
или блок 1 се гради канал во должина од 330 метри, фекална мрежа со опфат на краци во должина од 808 метри, атмосферска канализација од 372 метри и водовод за улици 3 и 4 со опфат на краци во должина од 809 метри. Вкупната вредност на работите изнесува 12 милиона денари. Се спроведува преку Министерството за транспорт и врски со средства одобрени од Европска инвестициона банка. Со средства од јавното предпријатие за патишта извршена и реконструкција и асфалтирање на главната обиколница во општина Неготино. Во месец септември 2018 година извршена е санација и асфалтирање на главната улица Маршал Тито во должина од 800 метри. Вкупната вредност на овој проект изнесува 6 милиона денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Неготино. Тампонирани се и улици во повеќе неготински села, Долни Дисан, Пепелиште, Тремник, Курија и Црвени брегови, во вкупна должина од 2380 метри. Во тек е изградба и на комунална инфраструктура, атмосферска канализација на улица Браќа Миладиновци во должина од 470 метри. Вредност на проектот е 3 милиона денари, од кои 1,5 милион денари се обезбедени преку Министерството за животна средина и просторно планирање и 1,5 милион денари од буџетот на општина Неготино. Во тек се работи и зафати за уредување на улица во Тименик со бекетон коцки. Извршена е санација на тротоар на левата страна на улица Борис Кидрич во должина од 150 метри, со офатена и уредена површина од 230 метри квадрат. Уредена и тротоар на потегот кај црквата Свети Атанаси од десната страна на улица Партизанска во должина од 150 метри. Во тек е санација на тротоар на улица Маршал Тито во должина од 80 метри. Средствата за изведување на овие работи се обезбедени од буџетот на општина Неготино во износ од 1 милион денари. Заради поголема безбедност на сообраќајот и на пешаците во централното градско подрачје поставени се и нови метални столпчиња на тротоарите, а поставена и нова вертикална и хоризонтална сигнализација низ целиот град. Во делот на останатите проекти, преку приватна иницијатива во центарот на градот се гради нов стамбено деловен објект со цел подобрување на бизнис климат, нови инвестиции и нов урбан лик на централното градско подрачје, долгогодишен запуштен простор на салата Партизан и оваа станува функционален и добива нов лик. На 9.11.2018 година одобрен е проектот за развој на локална и регионална конкурентност во туризмот согласно вториот повик 2018 година. Проектот беше аплициран во август 2018 година со наслов Вински, апи и екотуризам во Неготино. Истиот предвидува разубавување и поголема функционалност на делови од градот, нови туристички атракции и автентични обележја. Со проектот се предлага нов модерен изглед на Неготино, на влезот 1 во Неготино, под Мак Петрол старата бензинска пумпа, па се до автобуската станица во Неготино. И на влезот 2, Кавадарци Неготино, до музеј на град Неготино. Истовремено проектот предлага подобрена патна сигнализација, поставување на нова урбана опрема од типот клупи, корпи за отпадоци, контейнери, уредување на винска архива во Желковата куќа, летниковци и автентични обележја. Проектот предвидува и адаптација на старата училишна зграда во селото Веше во современ, едукативен, туристички и промотивен апицентар за развој на пчеларството, како и партерно и хортикултурно уредување на пчелниот парк во село Веше. Инвестицијата на ова е 16 милиона денари, од кои околу 10% обезбедува општина Неготино, а останатите се грантови средства од Европската Унија, ИПА фондови преку проектот за развој на локална и регионална конкурентност. Во тек е изработка на проектна документација за довршување на канализациони, водоводни системи и сообраќајници во дел на населени места во општина Неготино, Тимјаник, Пепелиште, Курија и Криволак. Аплицирани проекти за 2018 година
кои се аплицирани во Агенцијата за финансиска подршка на земјоделството и руралниот развој се проекти по мерките 321, подобрување на квалитетот на животот во руралните средини, патниот правец Горни Дисан Вешје во должина од 787 метри. Проектот по мерка 322, обнова и развој на селата, реконструкција на дел од улицата од влезот на село Тремник во должина од 1000 метри. Проектот по мерките 321, подобрување на квалитетот во животот во руралните средини, овој проект е аплициран преку Вардарски плански регион и исто се однесува на патниот правец Горни Дисан Вешје во должина од 460 метри. Проект за јакнување на општинските совети, овој проект е аплициран преку UNDP. Во тек е подготовка за аплицирање на проект мерка 124 за подобрување на пристапноста до земјоделско земјиште за дел од патниот правец Калдрама Неготино. Во тек е подготовка на апликација по мерка 123 инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделски производи за уредување на градскиот пазар на Неготино. Одделот на проектите за култура, традиција на општина за граѓаните, во периодот од 12 до 14 февруари одржана е стопанска туристичка манифестација Недела на виното, Свети Трифон 2018, со организирани нови содржини и туристички производи за развој на винскиот туризам. Организирана е неготинска вечер во рамките на традиционалниот неготински панаџур 2018 во месец септември 2018 година. За развој на музејската дејност извршено е реновирање на условите за чување на материјалите во музеот на град Неготино. Извршена е промена на подот во депоата, промена на сталажите со нови поиздржливи и промена на картонски кутии во кои се чува музејскиот материјал со нивна замена со нови пластични кутии. Вредноста на оваа инвестиција е околу 200.000 денари. Во делот на младите и спортот одржани се повеќе настани. Европска недела за безбедност, ден без автомобили во Неготино, стритбол, улична кошарка, штафетна трка за мир во Неготино. Во основното училиште Гоце Делчев одбележена е Европската недела на спортот. Во организација на Сдруженијето на граѓани Спокул Неготино се цртаа графити и мурали на градскиот кеј во чест на ослободувањето на Неготино 8 ноември. Организирани се и традиционалните 8 ноемвриски трки во чест на ослободувањето на Неготино 8 ноември. Остварена е меѓународна соработка, во која со грант од амбасадата на Германија во Македонија за потребите на јавното комунално предпријатие Комуналец се обезбедија еден агрегат за струја, машина за сечење на асфалт и бетон, како и машина за одзетнување на канализационата мрежа. Со подршка на Министерството за локална самоуправа и ИПА програмата за прекогранична соработка меѓу Грција и Македонија на 5 октомври 2018 во Неготино организиравме ден на европска соработка со активности на општинската администрација, образовни установи, Сдруженија на граѓани, Центар од порака, Центар за лица со посебни потреби и пчеларско здружение Неготински мед, како и други граѓани. Спроведовме активности од мерката мрежа на збратимени градови за проектот Генерација Европа помеѓу општина Неготино и збратимената општина Попово од Република Бугарија, како и помеѓу општината Евротас од Република Грција. Во текот на 2018 година оставив и повеќе работни средби со неколку амбасадори. Тоа е посетата на амбасадорот на Унгарија во Неготино, посетата на американскиот амбасадор Джес Бейли исто во Неготино. Остваривме средба со јапонската амбасадорка која беше во посета на општина Неготино. И во моментот општина Неготино во периодот од септември до декември е домаќин на 13 волонтери од Мировниот корпус. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, работев отворено со вас цела година, останувам отворен со вас и понатаму како во деновите за прием на граѓаните и во сите останати денови и секогаш кога другите службени обврски го дозволуваат тоа. Редовно следете не на сите случувања, можете слободно да следите и на проектите на веб страната на општина Неготино и на другите социјални мрежи. Ви благодарам за вниманието. Началниче, дали изминатите година дена ги оценувате како успешни?
Како мерило за успешност на еден градоначалник има многу фактори. За мене лично сметам дека немаме ние сите градоначалници иста основа стартна за да можеме да ги мериме успесите на градоначалниците. Јас лично сметам дека во оваа измината година општина Неготино работеше успешно и работиме успешно. Го кажав ова на почетокот, бидејќи голем дел од општините во Република Македонија, знаете и сами, се задолжени и презадолжени. Општина Неготино врати негде околу 40 милиона денари стар долг, а претворено тоа, доколку тие средства ги имавме и да ги ставевме во капитални инвестиции во општина Неготино, тоа би било една одлична слика за градот, еден многу побрз развој на општина Неготино. Заклучно со тоа, јас сум задоволен од оваа година и сметам дека со овие сите проекти кои што ги презентиравме денеска, општина Неготино работи на вистинскиот пат, со вистинскиот тим, со вистинските лица и е на прав пат Неготино да го врати вистинскиот сјај.